По Стара Мостра од 30-тите години на минатиот век, создаден од старите Малешевки, 57-годишната Љубинка од Беровско Русиново, деноноќно ткае создавајќи нови ракотворби, задоволна што овие одамна заборавени црвени килими денес се вистински хит за Божиќка и странците. На престојниот Божиќен сајм што ќе се организира пред германската амбасада во Скопје, богатството на ракотворби, плод на вештите раце од оваа жена, ќе се најде на штандовите. Овие килими се ткаени, килими за кревети, и тие се ткаени како за кога е попразнично. Овие само побогатите девојки ги имали, дека тоа било повеќе шар, повеќе бои. Сега овие ги зимаат како за милиња на маса, ги ставаат под стакло, многу убави стојат. Некои си ги ставаат над зид, некои во рамки си ги ставаат. Повеќе ги зимаат странците. Борбата за екзистенција натерало Љубинка пред 6 години да се врати на наследството незината прабаба и да го најде стариот 100-годишен разбој. Нон-стоп работа, има мала екзистенција, нашава денешница што не остави без работа. Малешевската традиција ја нудат 6 друженија на граѓани во Берово. Сите заедно, помогнати од странските донатори, успеале традицијата да ја претворат во свој бизнис. Неодамна се обединија и ја отворија и првата продавница за сувенири во Малешевијата. Паралелно со развојот на општината и целта за туризамот како едно од поглавните гранки во општината е и ракотворењето. Овие нови творци на старата традиција велат дека сега полесно стигаат до туристите. Организирано настапуваат на сите сајми во земјава, но и во странство. Дури и обучуваат млади луѓе. Производите што ги нудат се со печат од Малешевијата.